Život, moja sudba, moj dom. Što se slučuvalo vo Skopje pred 100 godini? Vo ta 1924. godina vo Skopje na golemo работела фондацијата на Рокфелер. Имено хигиенски од завод, чија функција била заштита и унапредување на здравјето на луѓето, е формиран под покровителство на доктор Андреа Штампар и соучество на Рокфелеровата фондација во Скопје во 1924 година. Оваа медицинска установа од превентивен карактер делувала во услови кога главно обележје на националната патологија во тој период биле заразните болести. Темелите пак на современата организација и достигнувањата во превентивната здравствена заштита во Македонија и на Институтот за јавно здравје на Република Македонија како врвна специјализирана институција во таа област биле поставени непосредно пред Втората светска војна. Во 1924 година, во центарот на Скопје, на местото на денешниот парк Жена Борец, се уште се наоѓале старите турски гробишта. Гробиштата од оваа локација се изместени се до 1925-та, кога на дел од земјиштето од гробиштата, односно во Влашкото Сокаче, е изградена црквата на светите цар Константин и царица Елена, а по земјотресот во 1963-та овој простор е уреден со парк. Муслимански гробишта во Скопје имало и во Газибаба, Хиндибаба, Хајдарбаба. Газибаба била покриена со муслимански гробишта, а името Газибаба доаѓа од турскиот светец Газибаба Мухамед Ефенди, кој бил закопан на Ридот. Хиндибаба бил наречен нискиот северен дел од Газибаба, каде постоело и турбе на гробот на Хиндибаба. Турбето било чувано од посебен чувар. Хајдарбаба бил трети на интересен комплекс на гробишта, кој се наоѓал во Топаана, на западната страна на Скопје. Гробиштата завршувале се до Качаничкиот пат. Овие гробишта биле најзачувани и таму биле закопувани угледни луѓе од муслиманска вероисповед. Католичките гробишта од Скопје датирале од втората половина на 19 век и се наоѓале над Скопската пиварница. До лозијата над христијанските гробишта на железничката станица се наоѓале и некогашните еврејски гробишта. Овие гробишта биле оградени, имале чувар и биле добро одржувани. Ромското население во Скопје имало своји гробишта, кои ги нарекувале имоирија. Старите христијански гробишта се наоѓале веднаш до муслиманските гробишта на Газибаба, на местото наречено Клетник. Според кажувањата на старите скопјани, на овие гробишта луѓето биле закопувани се до почетокот на 19 век. Северно од местото Клетник, на самиот врв на Газибаба, постоеле остатоци од стари христијански гробишта. Зад Газибаба се наоѓале мали гробишта кои се нарекувале болнички гробишта. Овие гробишта биле заградени со боцкава жица и имале чувар. Христијански гробишта постоеле и во Чаир. Тие не биле уредени со парцели, но исто така имале чувар и жива ограда. Старите гробишта на десната страна на Вардар се наоѓале зад железничката станица. Пристапот до гробиштата не бил соодветен и до нив се доаѓало низ патчиња преку лозија. Според сеќавањата, на овие гробишта луѓето биле закопувани уште кога се населиле од десната страна на реката Вардар. Барам, барам, пак, да му вратам живот пак, оној прак.
Во 1924 година, пред 100 години, на улицата Крал Петар била изградена палатата Настеви. Во 1922 година Стефан Настев, еден од основачите на Вардарска банка, побарал дозвола од властите да изгради повеќекатна куќа од десната страна на Вардар спроти тогашниот хотел Бели Орао. Палатата на Настеви била изградена по готов проект, кој бил купен на едно патување на Стефан во Виена. Куќата била готова во 1924 година на улицата Крал Петар. Имала 4 ката, простор за дуќани во приземјето, како и скривница, што во тоа време било реткост во Скопје. Секој спрат имал површина од 120 метри квадратни, а фасадата била украсена со орнаменти и статуи. Куќата имала собствен санитарен јазол и бањи на сите спратови, а имало и фрижидер, кој работел со помош на мраз. Во тоа време во Скопје имало 100 телефонски приклучоци, од кои 3 биле во палатата на Настеви, 1 дома и 2 во дуќаните на нивните фирми. Семејството Настеви поседувало и богато украсен пајтон. Во 1924 година за двете постари ќерки во семејството е купен клавир, а приватни професори им држеле часови дома. Така, низ денешната улица Македонија, во далечната 1924 година, одекнувал звукот на клавирот. Ете така било во Скопје пред 100 години. Ni sonce nego gre, baram, baram pac, da mu vratam život pak, onoj prah. Da pa, do you do da, do you da pa, do you do da, do you do ba. Moj od dom, moj od život, moja sudba, moj od dom.